Како религиозно суштество, homo religius, човекот од секогаш верувал во надприродни сили. Со убедување дека надприродните сили му даваат живот, човекот им принесувал жртви и празнувал празници. Од друга страна пак надприродните сили се грижеле за плодноста и просперитетот на човекот, но истовремено донесувале несреќи и смрт на поединични луѓе или на целиот народ. И здравието и грижата биле дел од делувањето на божествата. Целиот живот бил во рацете на надприродните сили. Овие погледи биле белег на религиите и културите во старо време. Критичкиот рационализам, филозофскиот натурализам, постепената секуларизација и десакрализација на животот, како и брзиот научно-технолошки прогрес, радикално го промени овој поглед на светот. Денес, верата во Бога и во неговото действување во историјата на светот се сметаат за остатоци од митологијата, израз на незрела религиозност. Скептицизмот и атеизмот го ставија под сомнеш постоењето на Бог, дури се откажа од Бога. Еволуционистичката теорија на Дарвин го направи Бога потполно излишен. Односот на човекот кон сопствената судбина целосно се промени. Среќата веќе не се смета за дар од небото. Човекот веќе сам треба да ја стекне среќата во својот живот или да се надева на среќните околности во својот живот. Несреќата исто така не се поврзува за Бога. Често пати слушаме, ако Бог постои, тој не би го дозволил злото. Следствено на тоа, многумина донесуваат заклучок дека Бог не постои. Човекот препуштен сам на себе, брзо треба да се навикне на Божјото отсуство. Некои филозофи дошле до заклучок дека постоењето на човекот нема никаква смисла, како што зборува нихилизмот, или дека ние самите треба да откриеме смислата на својот живот, како што учи екзистенцијализмот. Многу наши современици не го наоѓаат одговорот на прашањето што е смислата на животот. Тие бараат нешто што би им дало значење на нивниот живот. Будизмот и трансценденталната медитација, повторното раѓање и верувањето во реинкарнацијата, окултните и езотерични практики одамна се присутни во животот кај многумина. Сушност, луѓето што ги практикуваат овие практики се во потрага по смислата на животот. Религиозниот пазар на можности е речиси огромен. Изгледа само едно се бара ретко. Верата во личниот Бог кој се однесува кон нас како татко пон со љубов и кој во името на Исуса Христа ни подарил спасение и изобилен живот. Еве некои од причините кои што се одговорни за ваквата состојба. Човекот воздивнува, да постоеше Бог кој е љубов. Како да ја помирам представата за добриот Бог со бескрајната тага што светот ја познава и ја доживува секојдневно? Огромни природни непогоди, брутални убиства, монструозни мачења, сексуални насилства, неправда во различни области од животот. Списокот е бескрајно долг и тешко е да се побијат овие обвиненија. Каде е добриот и сочувствителен Бог во тој хаос? Тешко е да се даде задоволителен одговор на овие прашања. Сепак има нешто што изненадува. Повеќето луѓе кои се откажале од верата или ги закотвиле своите срца во интелектуален сомнеш, не се лично засегнати од овие прашања. Оној кој е во тешка ситуација, бара излез и се прашува кој би можел да му помогне. Во такви ситуации многумина од нас се свртуваат кон Бога и очекуваат помош и утеха од Него. Позната изреката: во војна не постојат атеисти. Во тешки ситуации и атеистите стануваат верници. Во тешки ситуации сите го бараат Бога. Извореден пример за ова е Асаф, израелски автор на песни од минатото. Тој се измачувал по цели денови. Неговата состојба била очајна. Огорчен и гневен, Асаф се жали, но на крајот на песната добива неочекуван пресврт. Но јас сум секогаш со тебе. Ти ми ја придржуваш десницата моја, ме водиш во светот свој и ќе ме примиш во твојата слава. Кого го имам јас во небото освен тебе? А кога сум со тебе, на земјата ништо друго не барам. Може да изнемошти срцето мое и телото мое, но Бог е сила на срцето мое и наследство мое.
Псалам 73, 23 до 26 стих. Изгледа дека размерот на доживеаната болка и тага ја определува и длабочината на нашата доверба во Бога. Веројатно Фридрих Ниче ја решил загадката. Тој кажал: оној што има причина за живот може да издржи се. Потребно е не да знаеме зошто нешто се случува, туку зошто живееме. Верата го бара и го наоѓа тој одговор во Бога.